Тоше Проески. Човек што направи за десетина години тоа што не може да го направат сите министери за надворешни работи од 90-та до сега заедно. Ти го гарантира. Балканот никогаш не сакал повеќе. Никога. Со кого имаме ние проблем на Балкан? Никога, срце моје. Овој кога им го спомнеш Тоше, они се раскезуваат. Ама не зборам само за Срби и за тие што се близко. Така. Хрвати, словенци, има фан клубови на Тоше во Хрватска. Фан клубови. Времето ќе покаже дека на крајот сепак ние најмалку си го ценевме и сакавме Тоше. Така е со многу успешни луѓе во ова државиче наши. Како што Лепи Сол повеќе ги сакаа во Хрватска и во Србија и ги почитуваат колку наши луѓе. Треба човек да го снима па да почнеме некако да го цениме. Така ги биде и за тебе и за мене. За мене ќе кажат на вестите втори, сигурно за тебе не сум сигурен дали ќе кажат. Сигурно не. Тие во 8 сат нема да ме промашат, пред спортот ќе ме кажат 100%. За тебе не сум сигурен, треба да заслужиш за да бидеш ти после култура пред спорт. Апсолутно. Не мислам дека грешката беше направена во односот на неговата менаџерка кон неговата кариера. Значи човек што потпишува договор вреден 2 милиона фунти, не може да за Загреб да патува со својот најдобар пријател. Човек што потпишал 2 милиона фунти договор, мора да го вози професионалец. Јас престанав да возам автомобил затоа што се исплашив дека ќе загинам пиејќи алкохол и возејќи. Не, 11 години ме возеа професионалци, кои ги плаќав, им давав дневница и да ме вратат здрав и читав дома. Со таков однос кон таква голема звезда и тако потпишан договор, ако не се случеше тој октомври, ноември, ќе се случеше во некој мај. Не верувам дека сето тоа го направила Лилја за да заштеди 2-300 евра, колку што коштат 2 авионски карти. Туку го слушала Тоше, кој се плаши од авион и кој му е пуво од Ѓоргија да го вози. Она не знаела да му објасни да то не е могуче, Тошка мој. Сад си подписал велики уговор, сад сам ја главна. Тоа е грешка. Ја мислам дека само тоа.